Добро, 6:05, мислам дека можеме да започнеме, кој да влезе ќе го пуштиме, нема да испушти ништо. Така да, најпрвин да ви се заблагодарам што сте присутни вечерва со нас. Јас сум Вилјам од Brainster, ќе го водам овој вебинар заедно со инструкторот Марко и Ана. Ќе имаме супер дружење, супер тема вечерва. Мило ми е што во волку голем број сте заинтересирани за Facebook for e-commerce. Марко припреми одлична презентација заедно со Ана. Така да, buckle up, ќе имате одлични информации вечерва. Take notes. Вечерва со нас е Марко, кој ќе предава, кој ќе одржи вебинарот. Ќе му оставам накратко да се представи самиот. Така да, без да должам, ќе му предам сената на Марко и може да го започнеме вебинарот. Марко, повели. Супер, здраво дечки, здраво на сите. Многу ми е драго што сте прво волкав број. Искрено не очекував, али Вилјам кога ми спомна колку луѓе му waiting room, искрено се изненадив. Кејф ми е птен. Можеме да започнеме во кратки црти кој е Марко, кој не го знае. Марко е дипломиран економист кој долги години се занимава со дигитален маркетинг и графички дизајн. Моментално е и инструктор и ментор на Академијата за дигитален маркетинг во Brainster. И исто е така член на Cherry Cannon, креативното студио од Скопје, кој не го знае, прилично млада фирма, која постои скоро 2,5 години. Сега, кој сака нешто повеќе да ме праша, ќе оставиме контакт на крајот овој вебинар. Се надевам дека ќе уживате. И уште еднаш многу ми е драго што, навистина ми е драго што сте во волкав број. Пред да започнеме со оние практични примери кои ги чува за крајот, сакав да пројдеме некои основи како треба да изгледа и што се му е потребно на еден e-commerce бизнис на Facebook за да ни носи директни продажби. Многу ход тема, можам да кажам, многу луѓе секојдневно се борат со Facebook, бидејќи секојдневно и ние како дигитални маркетери учиме од него, учиме од заедницата, цело време излегуваат нови работи и сметам дека, мислам и сум прилично сигурен дека ќе се она што го знам во кратки црти ќе го пренесам на овој вебинар. Ќе започнеме од почеток, значи што се му е потребно на еден бизнис, односно e-commerce бизнис на Facebook за да ни носи директни продажби. Ќе започнеме со креирање оригинална, креативна и интересна содржина. Она што претпоставувам, доколку некој од вас што се присутни работи во делот на дигиталниот маркетинг многу добро го знае. Тоа значи дека треба сме различни од другите, да не бидеме исти, да не се повторуваме, бидејќи луѓето, особено на Z генерација, помладите, цело време очекуваат нови интересни работи од нас. Следно што не смееме да го испуштиме, тоа е идентификување на нашата целна група, односно тоа е група на која што ние ќе се обраќаме преку нашите кампањи. Ова е основно, значи мораме да го знаеме, бидејќи не постои бизнис каде што сите му се целна група. Секој бизнис, секој производ, секој бренд си има одредена публика кон која се стреми да се обрати. Следно на кое што ќе обрнеме внимание на овој вебинар во кратки црти е експлоатирањето на сите опции кои нуди Facebook Ads Manager. Значи на стартот да ви кажам, сите што до сега сте имале некакво искуство со BoostPost конкретно, слободно можеме да го заборавиме тоа копче, бидејќи тука сме да ги видиме, на другата страна на Facebook, односно сите алатки и бесплатни и платени кои што ни ги нуди и кои што мораме да ги имаме во малиот прст за да носиме продажби утре, дали за нашата e-commerce продавница или каде да работиме. Следно нешто што сакам да го спомнам е тоа што од круцијално значење е да комуницираме со публиката и да не ги игнорираме нејзините прашања. Сега може би ќе се запрашате зошто оставив ова. Паралела една да направам ова исто, како да некој ви дојде во продавница, во физичка продавница да ја прашува нешто за одреден производ и вие да не му одговарате. Значи намерно го ставив тука за да го поистоветам колку е важно да сме се присутни
и да бидеме преактивни на Facebook, да сме им цело време тука на луѓето, да им сме достапни и да одговараме на сите нивни прашања без разлика какви биле. Значи, ние сме тука да најдеме одговор на сите нивни проблеми. Нешто што исто не би го испуштил, тоа е да нудиме попусти и специјални понуди, особено за вашите најлојални купувачи следбеници. Ова негде на крајот на вебинарот поддетално ќе го објасниме. Преку процесите, односно се оно што планираме да го презентираме на нашата целна публика, да речеме, мора да имаме специфичен и релевантен тон на обраќање, односно, како што кажав и на почетокот, многу е битно да сме уникатни, интересни, да не се повторуваме со други брендови, па дури и по цена да продаваме исти производи со исти цени, мораме да најдеме некоја перспектива како ние ќе продаваме повеќе од нив. Дали тоа ќе бидат видеа, дали ќе бидат креативи, дали ќе бидат графички решенија, тоа ќе остане на вас, односно на целиот тим со кој што ќе работите во иднина за било кој e-commerce, за било која e-commerce продавница. Секогаш во нашите објави мораме да вклучуваме call to action, бидејќи идејата на Facebook е да го задржи вниманието на Facebook. Наше како маркетери е да го привлечеме и тие неколку секунди што ги имаме да ги искористиме најпаметно за да ја пласираме нашата продажна порака. Пред да започнеме со било какво рекламирање на Facebook, многу е важно да креираме комуникацијска стратегија која ќе води низ продажниот процес. Што значи тоа? Тоа значи дека Facebook е многу повеќе од дека ќе продава сам. Напротив, ако мислите така се лажете, мораме да имаме претходно спремено голем број на делчиња што ќе ни склопат таа комуникацијска стратегија, кој што ќе го води секој потенцијален купувач низ тој продажен процес, кој исто така ќе го објасниме на кратко во овој вебинар. Од моето досегашно искуство, повеќе од 8 години работам со e-commerce платформи и клиенти, а особено во Македонија квалитетната корисничка поддршка или користење на напредни чатбот сервиси е од особена важност. Како што кажав, вниманието на луѓето е многу кратко, никој не ќе да чека, никој не ќе да биде измамен на некој начин, да речам, сите сакаат одма одговор, сега и одма. Значи, немаме веќе време како порано да чекаме со денови и некој да ни одговори. Ако не сме добри тука, верувајте, конкуренцијата ќе ве згази, било што и да продавате. Пиксел кодот, многу малце тука ќе му обрнам внимание, бидејќи го чувам за крај. Во ниту еден случај не сме да се изостави. Што е тоа? Тоа е само парче код кој што ни носи информација, односно го храни Facebook со информации и е поврзан со нашата веб страна. Пред да навлеземе поддетално во како тоа се сетираат кампањи, како треба да изгледа продажниот процес, морав да не смеам да ги испуштам најчестите стереотипи за рекламирањето на e-commerce продавниците, кои што јас лично сум ги доживеал, односно тоа биле прашања од мои клиенти. Најчесто тоа биле клиенти што немале никаква допирна точка со Facebook. Значи, едноставно они слушнале нешто дека се случува на Facebook, дека е канал за некаква си продажба. Сега ќе ги пројдеме едно по едно и верувам дека голем дел од вас можеби ќе се препознаат или ги слушнале од некој малку мислел дека се разбира во Facebook и Instagram рекламирање. Најчесто стереотипи што ги слушам од луѓе што почнале сами нешто да прават, без претходно да се консултираат со некои луѓе, например, како мене, што работат во оваа сфера повеќе години, а тоа се стереотипи од типот не ми продаваат рекламите, Facebook ме блокира намерно, лесно е да се рекламираш на Facebook. И искрено, кога ќе слушнам од тоа лесно е да се рекламираш на Facebook, не ми е сеедно и морам да изреагирам, да беше толку лесно, сите ќе продававме се на Facebook и Instagram, без разлика што продаваме, меѓутоа не е така. Исто нешто интересно што баш кога ја правев презентацијата, правев јас лично сам брейнсторминг што се сум чул од клиентите и ги чував за оваа презентација. Следно нешто е само ставаш $5 на ден и толку, и тоа сум го чул. И кога ќе слушнам тој стереотип, да го наречем во наводници, моето прашање е зошто јас не продавам некаков производ кој што продаваш ти и зошто не сум милионер ако беше толку лесно. Не ми треба вебшоп, исто што е стереотип кој мораме да го разбиеме на овој вебинар по секоја цена, бидејќи за да имате една e-commerce платформа,
од неопходно значење да имате добар вебсайт со сите тие заштити, бидејќи вие носите луѓе каде што треба да ги дадат вашите информации, да ги лизнат, жаргонски кажано, нивните кредитни картички, мора да сте партнер кој што мора да ви веруваат на вас пред да ја направат продажбата. Исто често што слушаме, немам лајкови на постоите, објавам секој ден по 11. Исто честа грешка, бидејќи многу често луѓето се поистоветуваат со оние гуруа на интернет, односно Google, да го пишете кој е најдоброто време да постираш. Таму има разноразни истражувања, значи тоа е многу индивидуално од страна до страна, од вашата публика, кога е вашата публика активна, што сака да гледа, кога сака да гледа. Јас и секогаш го кажам истиот пример, доколку продавате, не знам, производи за бебиња, не верувам дека вие ќе ги објавувате вашите постои во 12 вечер, бидејќи младите мајки се активни на сабајлет. Значи, нема потреба да генерализираме. Само секунда, некој пишал. Кај мене е топ. Кај мене окей, мислам, не знам. Пишете во чат дали е кај вас во ред, пишете само да. Окей, кај мене е К. Кај мене е К. Супер. Може да продолжиме. Може да продолжиме, да. Немам лајкови на постоите, но за жал многу луѓе сметаат, односно постарата генерација смета дека лајковите носат пари, апсолутно се во заблуда. Ставив уште 3, почнав со 3, па продолжи со 6, излегува 9, а го продолжам ќе испаднат уште повеќе. Нешто што многу често слушам е ќе направам giveaway и одма ќе почнат да купуваат. Апсолутно не, апсолутно не. Giveaway-те и контестите, подароците се само стимул како ние да на некој начин да ги наградиме нашите лојални купувачи. Не треба да бидам многу чести и треба многу паметно да ги искористиме, бидејќи најчесто публиката што доаѓа на тие giveaway е неквалитетна публика, односно неквалитетна во наводници, тие се луѓе што она се giveaway hunters, односно бараат само нешто да добијат за без пари. Таква публика, доколку правите чести giveaway, се што сте правеле претходно нема да ви успее на крајот, бидејќи сте ја хранеле вашата Facebook страна со неквалитетни информации, односно луѓе што никогаш можеби нема ни да купат. Следното што го ставив е ќе видам на YouTube за 5 минути како се пуштаат реклами. И ова кога ќе слушнам, сикам добра, зашо потрошив 9 години од мојот живот да се едуцирам, да беше толку лесно сите кичевме на YouTube. Да, YouTube е платформа каде што можеме да научиме, дефинитивно, меѓутоа и заедницата и со кој споделувате знаење од круцијална важност за да ги споделите вашите искуства. Овде доаѓа моментот со само кликаш буспост и продажите веднаш доаѓаат, апсолутно не. Значи и сите оние што сте дел од академијата и што планирате да се запишете на новата академија за дигитален маркетинг, апсолутно заборавете во тоа, бидејќи ние работиме многу повеќе од буспост, односно ги користиме сите можни алатки што ни ги дава Facebook за да имаме што подобри информации, за тие информации да носат утре многу повеќе продажби. Следно што сакам да го поминеме во 5 точки, многу кратко, многу прецизно, многу концизно, не ќе во интереси на времето. Краток осврт на опциите за рекламирање во Facebook Ads Manager. Тие што не се запознале, Facebook Ads Manager е платформата која што работи во позадина, односно не може да ја видите на прва, доколку не се заинтересирате малку повеќе да влезете во светот на Facebook рекламирањето. Под број 1, платформата за рекламирање на Facebook ни нуди огромен број на информации и податоци за детална анализа. Што мислам со тоа? Тоа мислам дека под тоа мислам добивам многу квалитетни информации за однесувањето и за навигите на нашите купувачи, која е нашата целна група, како се однесуваат, каде кликаат, што гледаат, во кои делови од денот се активни, на кои уреди се активни, дали бидејќи исто се обраќате на некој што гледа стори и некој што е активен на фит. Па се сосема различни плесменти што мораме да ги имаме во предвид кога ја спремаме на почетокот што ја кажам маркетинг стратегијата. А важно е и е многу битно да сме присутни на, значи сегде кај што нашите луѓе сакаме да имаме присуство. Под број 2 нешто што мене многу ми се свиѓа
е тоа што вие, односно ние одлучуваме кој кога ќе ја види нашата реклама. Значи, доколку имаме детална анализа на нашите производи, на нашиот бизнис, не може луѓе што не сакаме да видат нашата реклама да ја видат. Тоа е невозможно. Значи, во другиот случај, ако луѓе што не сакаме да видат, тоа значи дека негдека сме сгрешили. Дали во таргетирање, дали во експериментирање, дали во деталната анализа, дали грешно сме предвиделе, ми мораме нешто да смениме. Доколку публиката не ни реагира и не ни дава никаков фидбек, тоа значи дека мораме поттикно тие реклами што не функционираат да ги изгасиме и да пробуваме нешто ново. Под број 3, еден од најевтините медиуми на рекламирање на светот, намерно го ставив еден од најевтините, но мое мислење и прилично сум сигурен дека е најевтин. Меѓутоа не сакам никого да навредам, односно се уште има луѓе што си го негуваат традиционалниот маркетинг и јас сум дел од маркетингот веќе повеќе од 12 години, знам колку е важно. Меѓутоа за многу ефтини пари, за многу малце долари можете да дојдете до многу луѓе и се сигурни дека тие луѓе ќе ја видат вашата реклама. Под број 4 ни доаѓаат екстремно брзите резултати кои може многу лесно да се измерат и оптимизираат, што подразбирам под екстремно брзи резултати. Доколку се направиме како што треба пред да ја пуштиме рекламата, верувајте, вашите резултати може да дојдат и првиот и вториот ден од кога сме лансирале нашата кампања. Меѓутоа, многу е важно да ги читаме сите тие анализи и информации што ни ги дава Facebook повратно, бидејќи битно е да се измериме и битно е да се оптимизираме. Што значи под да се измериме и да се оптимизираме? Да видиме каде можеме да се подобриме и доколку, што кажа претходно, ако нешто не функционира, да видиме зошто е тоа така. За разлика од некои други медиуми, например, не знам, доколку поставиме 30 билборди из Македонија и имаме печатна грешка, мораме да реагираме брзо. И тоа се огромни буџети, огромни штети. На Facebook не можеме да направиме толку многу штети, а можеме веднаш да ги изгасиме нашите кампањи кои што не продаваат од X причини. И под број 5 е многу важно сите што сме тука и сите што се занимаваат и ќе се занимаваат со Facebook e-commerce конкретно. Кога викам Facebook, подразбирам Facebook и Instagram, бидејќи и Facebook и WhatsApp и пар други апликации се веќе на Facebook, така да присуството е важно секаде, меѓутоа Facebook е оној кој што ги диктира сите трендови во ова област. Важно е да ги анализираме нашите резултати и да ги правиме сите промени во реално време. Таа е можност што не смеме да испуштиме, значи не да чекаме утре, задутре, сега ме мрзи, не, туку седнуваме, менуваме креатива, се консултираме со тимот, тоа е тоа. Тие мали промени во оптимизациите, колку и да звучат мали, промена во копито или некој зборче или некој емоджи или можеби сликата да осветлиме или на видеото да отставиме опис, тоа се мали работи што верувајте многу менуваат во на внимание што зборам, внимание за кое сите ние дигитални маркетери се бориме. На интернет е џунгла, една џунгла каде што сите сакаме да земеме дел од неа. Претпоставам најголемиот дел од вас што сте тука сте слушнале некогаш или сте прочитале во најмала рака Marketing Sales Funnel, односно таа добро позната продажна инка. Вој вебинар морав да го ставам, не смеам да го изоставам, бидејќи има логика зошто е тоа така, меѓутоа сакам да тој Marketing Sales Funnel сакам да го прикажам од една Facebook Ads перспектива, односно таа како изгледа патот на еден купувач од ладен купувач во наводници за да го купи нашиот производ. Затоа кажам, не е толку едноставно и има некои чекори што се маст да се направат за тие реклами да ни перфорираат како што треба. Ова е моја дефиниција, наједноставното објаснување. Продажниот процес кој треба да го поминат сите потенцијални купувачи се додека не го купат производот од вашата e-commerce продавница. Намерно го кажав се додека, тоа не значи дека ние треба да бидеме предосадни, да им вадиме очи на луѓето со нашите реклами, меѓутоа треба да видиме од повеќе аспекти зошто нештото не функционира или зошто функционира. Тоа што функционира го реплицираме и идеме понатака, тоа што не функционира едноставно го менуваме и го правиме нешто ново. Треба да имаме на ум дека за да продадеме еден производ на Facebook, луѓето треба да видат според последните истражувања негде од 6 до 7 пати. Значи,
првите, вторите, третите реклами најверојатно нема ни да бидат забележани, а во следните слайдови ќе ви објаснам и зошто е тоа така. Еве вака изгледа еден просечен ден на обичен корисник на социјалните мрежи, конкретно на Facebook и Instagram. Може би овие бројки ќе ви изненадат, меѓутоа овие бројки се реални. Дневно, свесно или несвесно, сме подложени на 6 до 10.000 реклами секој ден. Дали е тоа Story, дали е тоа Instagram, дали е тоа Feed или било кои други начини на рекламирање, дали е Google, значи тоа станува збор за страшна бројка според мене. И треба да најдеме начин како нашата реклама во тие 6.000 со едното прикажување да го привлече вниманието на луѓето. Исто уште една интересна работа што можеме не сте знаеле, доколку сега, додека го слушаме предавањето, отворите на Facebook и приметите дека секој четврти пост е реклама. Е некој можеби четврти, е некој пост, многу често исто се случи со Story. Зошто е тоа така? Тоа е така бидејќи Facebook веќе ги испушти конците, да речам, во нормалното рекламирање и веќе со сите конкуренции од страна стана немилосрден. Значи, замислете, секоја четврта објава на вашиот фид е реклама. Преголема изложеност на реклами, меѓутоа тоа ни покажува нас како маркетери дека функционира. Луѓето сакаат да се бомбардирани со информации, модерно општество, сите сакаме сега одма актуелни трендови, следиме се. Кој ќе успее прв да ја прикаже рекламата или некој тренд или да биде on time, тој успева. Тоа е тоа, толку е брутално. Не вториот, не третиот, не петиот, само првите успеваат. Направив маркетинг сейлс фанелот, односно таа продажнинка која што ја зборевме претходно, пробав да ја упростам највеќе што можам за да добиете една слика за што станува збор. Како што може да видите од горе надоле, навистина станува збор за на продажнинка која што мораме да имаме во на ум, што викаат во целиот процес кога ја креираме нашата маркетинг стратегија. Многу е битно како луѓето од точка А да ги донесеме до некоја си точка Б, Ц или како и да е. Затоа и кажав, луѓето не сакаат да гледаат само продажни понуди, бидејќи тоа станува одбивно. Дефинитивно станува одбивно. Јас почнувам прв од мене, сакам да видам нешто друго, сакам да видам нешто различно, што можеби понатака ќе ми искористи од мене како юзер за да ми дадат некоја продажна реклама. Врводнинката, многу просто, многу едноставно. Врводнинката се состои од awareness кампањи, односно во врводнинката во тие први реклами кои што ги правиме свесност за постоење на нашиот бренд, во нашиот случај правиме свесност за постоење на нашиот e-commerce бизнис. Во middle of the funnel, односно средината на продажната инка, веќе на луѓето им стануваме интересни. Тука се оние луѓе кои што кликнале на нашата реклама, прашале нешто во инбокс, дошле на нашиот лендинг пејдж, слетнале на нашата страна, изгубиле некое време, изгубиле го викам условно, потрошиле некое време на нашата страна. Значи, тука веќе почнува размислување за нашиот производ, односно дали што да купат. Па нормално тука оваа фаза е многу важна, бидејќи тука луѓето или ќе ги фатите или нема да ги фатите. Многу често вие во и вашите e-commerce бизниси ќе продавате нешто што го продавате сите многу други бизниси по исти цени. Значи многу ретко вие ќе имате некој производ кај што ќе бидете единствени и уникатни. Тоа е некоја сосем друго сценарио што не знам дали некој од вас всушности го има направено. Дното на продажната инка, односно најважниот дел за нас како дигитални маркетери е conversion, односно моментот кога потенцијалните купувачи го купуваат нашиот производ. И сега тие што немале никакво искуство претходно ќе кажат супер, да, направивме продажба, тоа, меѓутоа не. И кога ќе се направи таа продажба, имам низа активности, post-purchase активности кои што мораме да ги направиме за да ни донесат нови продажби и преку тоа да направиме на lifetime value, односно да дадеме некаква додадена вредност на нашите клиенти за да дојдат пак. Со една продажба можеби ќе имаме резултати на краток рок. Поентата е тој што дошол да направи 15 продажби, мултиплицирано и да стане наш лојален потрошувач. Наједноставно објаснето како изгледа тој пат, да го наречеме, на потенцијалниот купувач, односно тоа сте вие, тоа сум јас и сите што сме изложени на Facebook и се размислуваме да купиме некој производ. Значи,
првиот чекор е пуштаме кампањи за да доеме до таа ладна публика, ние нарекуваме cold audience, тоа е публика која што имаме потенцијални клиенти, најавно го пишав потенцијални, тоа се луѓе што не знаеме дали ќе дојдат и тие не знаат ништо за нашиот производ. Значи first impression, покажуваме реклама, тука сме, активни сме и мораме малце да се разликуваме од нашата конкуренција. Многу е битно, бидејќи ако земете и само ги скопирате, да речеме, рекламите на некоја конкуренција, ќе бидете само капка во морето на тон информации. Мора да имаме некоја вредност. Пак ќе кажем, дали е тоа некој интересно видео, некоја интересна графика, нешто по што ќе станете препознатливи. Тоа е тесно поврзано со тој tone of voice, како вие ќе се представувате на вашите потенцијални купувачи. Ладната публика, дел од нив, многу мал процент, станува потенцијални лидови, односно тие се тие кои што реков веќе се интересираат, шуваат, доаѓаат, веќе ги ставаме во овој некаков си продажен процес и почнуваме да им продаваме на некој начин. Purchase пазарите купуваат и лојалност на потенцијалните потребувачи е многу битна, зашто бидејќи тие луѓе што ќе купат повеќе пати од вас несвесно стануваат лојални на вашиот бренд и стануваат на некој начин промотери на вашиот бренд. Тоа е тоа што сака да го постигне секој дигитален маркетер. Пак ќе кажам, со една продажба, била, не била. Поентата е да имаме што повеќе продажби. Сега тука ви направил кратка пауза и сакам да ја прашам вас сите присутни, што мислите, колку време имаме за да ја покажеме нашата реклама на Facebook и Instagram конкретно, односно каде вие најчесто го трошите времето и каде највеќе е сконцентрирано вашето внимание на социјалните медиуми. Може да пишете во чет, значи нема глупи одговори, нема грешни одговори, тука сме да научиме да дискутираме. Вилијам? Да, еве стигаат веќе одговори во чат. Пишете што мислите, дали е минута, 10 секунди, 5 секунди. Супер. Да, ги читам во моментов, супер. Да, имаме доста одговори. 10 до 15 секунди, 3 до 4, 3, 3, 3, 15 Instagram, 3 до 5, 5 до 8, 5 до 10 минути. Less than 2 секунди, супер, ги читам ја моментов. Да. Instagram 5 минути, интересно. 3 до 5 секунди, 7 до 10, 3 до 5, 3, 4, 10. Зависи кој колку скрола, логично. Да. Супер. Вилијам, можеме да, супер одговори, екстра, полна таргет група за возрастни, екстра коментари, само покажувате дека вистинските луѓе се тука на овој вебинар, што ми мене многу драго. Морам да ме разочарам за тие што пишавте повеќе од 30 секунди, не, ова не е 50, не е 30. За жал или за среќа, вниманието на нашето човечко внимание 3 до 5 секунди. Значи, замислете, ако порано сме гледали телевизиски реклами кои што траеле со минути, сега веќе 3 до 5 секунди може да значат цела вечност на нашиот фид, бидејќи имаме многу брз проток на информации, бомбардирани сме, комуницираме со луѓе, инбокс, па некој ти пратил, па чекај да видам на Viber, па на Facebook, па на Instagram. Значи, тоа е тотален хаос, меѓутоа ние сме тука да ги ставиме луѓето у ред. Им кажеме сега тука ќе кликнете, па тука ќе кликнете, па тука ќе дојдете и на крај тука ќе купите. Се надеваме дека ќе купат. Само секунда. Знаев, Galaxy 9. Супер. Конкретно овде зборуваме за рекламите. Да, дефинитивно може би да е до 5 минути, меѓутоа за некој друг тип на нови видео формати, сега поново Reels, IGTV, например, и така натака. Нешто што не смеав не ни сакав да го изоставам е да споделам со вас дека Facebook е моќен алат кој ни овозможува да дојдеме до многу луѓе за многу краток период, меѓутоа, може ќе разочарам некој од вас, меѓутоа не е способен да продава сам без нашите информации. Што значи тоа? Ние сме тие што му кажуваме на Facebook на кои луѓе и кога и како да ја прикажа нашата реклама. Facebook сам по себе не може да продава, бидејќи вие го храните с информации, се надевате дека тие барања што ги имате од него ќе бидат квалитетни за да он да ви врати еден квалитетен фидбек. Затоа, пред да стартуваме било каква реклама на Facebook,
ни доаѓаат добар производ, во нашиот случај добар e-commerce shop, добар маркетинг, една добра маркетинг, солидна, да речем, маркетинг стратегија на подолг рок, значи не може ние да гледаме, например, што ќе објавуваме само во следните 3 дена. Ние мораме да знаеме да ги испланираме сите квартали од годината. Мораме во февруари веќе да знаеме што ќе пласираме за Black Friday, што ќе пласираме за Нова година, бидејќи тие се некои 5 до 6 моменти во годината кај што луѓето полудуваат на интернет. А од друга страна пат тие моменти кај што верувајте конкуренцијата не спие. Затоа во текот на целата година треба да сме активни, да нима, да сме присутни. Како што реков, маркетинг стратегија и добар продажен процес, односно ние го нарекуваме seamless продажен процес со сите можни тестирања што ги правиме. Што значи тоа? Тоа значи се можно да истестираме пред да пуштиме кампања. Дали ни функционира веб страната, дали пиксел кодовите се на вистинско место, дали лендинг пејџот функционира, бидејќи пак ќе спомнам и најмладата популација, Z генерација нема време за нашите багови, да чека да се лодува нашата страна. Се е вака, иде ново, дај ми ново. Значи, брутално до негде, меѓутоа тоа е реалноста, тоа е новото време и мене не ми смета, не знам за вас, меѓутоа мене ми е окей да бидам бомбардиран со информации, зашто многу полесно ќе го најдам и ќе го истражам производот што сакам да го купам на крајот на денот. Значи, сите информации ни се во овие телефони наши и на компјутерите. Од особена важност сметав дека е важно, многу е важно да знаеме ние со каква публика всушност во Македонија конкретно ќе работиме, односно сите тие што имале некакво искуство претходно знаат, меѓутоа тие што немаат не знаат. Колку навистина македонскиот онлайн продажи и што доведува, односно кои се тие мали моменти до успешни e-commerce продажби. Земав намерно груби статистики, не би да навлагам, меѓутоа сакав да ви пренесам едни информации кои што можеби не сте имале прилика да ги видите и можеби после вебинарот видите и као ова е окей, као немав појма дека се волку многу луѓе или волку многу малце луѓе, во зависност кој на кој каде се рекламирал. Во Македонија во последните истражувања според статистиката имаме 1.200.000 корисници. Само секунда, се слушаме, да, малце ми засацка. Во Македонија според последната статистика имаме 1.200.000 корисници, што според мене е сосем солиден пазар и има место за сите. Што и да продавате од e-commerce областа, има ниш маркети, односно специјализирана публика која што сигурно ќе сака да чуе нешто или па да купи нешто од вас. Од тие 1.200.000 корисници, 1.000.000 се ова се истражувања извадени од јануари 2021, значи многу ход, многу топли, да речем, информации. 1.000.000 луѓе одат на Facebook, не би да навлагам во демографија. На Instagram од тоа цел колач од 700.000 луѓе и другите луѓе од 1.200.000 отпаѓаат на LinkedIn, Twitter и на другите платформи што во моментов не ни интересираат, бидејќи утре сакаме да се специјализираме како да продаваме на Facebook конкретно. Оваа статистика не можев да не ја спомнам, бидејќи кој може овде да видите имаме 880.000 луѓе активни што користат Instagram односно inbox сервисот. Тоа е многу добро, бидејќи голем дел од вас низ периодите како работите ќе сваќате што значи чатбот, што значи добра корисничка поддршка, односно колку реално вие имате луѓе на досег да им влезете во inbox. Можеби е брутално, можеби веќе се да речам тие приватности и правила малку се нарушија, меѓутоа тоа е тоа и следиме трендовите, не може да сме надвор од нив. И ова беше многу, според мене, многу интересна информација, да видите каде сме на светско ниво, да речам, со онлайн купувања. Интересен процент кој што сакав да го споделаме тоа што само 17,4% имаат кредитна картичка и само 20% од луѓето купиле онлайн. Според мене не е ни добро ни лошо, меѓутоа треба да се стремиме кон таа едукација и да им веруваме на нашите трговци, бидејќи тука нема начин како, бидејќи вие како потрошувачи утре и даватели на услуги морате да бидете сигурни во тоа што правите и
па ги кажам, секој e-commerce shop да имам сите можни заштити за да не се доведеме во несакани ситуации. Ова го правевме претходно, кај наше задржува вниманието на купувачите, дефинитивно тоа се Facebook, Instagram фидовите и сторињата, тоа го знаеме сите. Дали постои формула, уште едно често прашање кое што сме го добивале, дали постои формула за сигурен успех и продажба? Јас на прва викам да, и кога ќе речам да, сите се одма си рачунаат бројки, меѓутоа викам, ама не е баш така. Формулата, дечки, е во експериментирањето и тестирањето. Не постои формула, било што и да продавате, X пари ако вложам на Facebook ќе ми врати волку продажби. Па може би да го добиеме по одредено време кога ќе излеземе од таа фаза на експериментирање, која што следните слайдови ќе ја поминеме. Како што кажавме, ние како маркетери купуваме информација од Facebook, односно се бориме за вниманието на сите купувачи. Кои се најчести ивенти што продаваат, кои морате да ги знаете и најчесто ќе ги користите доколку сте во сферата на e-комерцот, тоа се конверзиите и Product Catalog Sale, што значи тоа конверзиите се оние реклами кај што ние му кажуваме на Facebook што сакаме да продаваме, а Catalog Sale се однесува и се користи за големи e-commerce шопови кај што имаат огромен број на производи и таму најчесто се поделени по категории на различни производи. Ова би сакал за вашето внимание, мислам дека многу луѓе од вас или ќе се насмеат или не знаеме како ќе изреагираат. Меѓутоа, доколку ме прашаат во еден збор како можеш да го опишеш онлайн пазарот во Македонија, јас би кажал цена, дефинитивно. Цена и колку пари, сите го знаеме тоа. Вик сам пишал хаос. Меѓутоа, од страна на дигитален маркетер тоа не е воопшто лошо, сега ќе пробам да ви објаснам и зошто. Само секунда. Во Македонија корисниците сакаат да комуницираат и тоа треба да гледаме како предност, а не да го гледаме како нешто што е лошо или нешто што е срамно. Сум имал искуство работам и на други пазари, конкретно последно искуство со германскиот пазар, верувате, станува збор за поедуцирана публика, во овие полиња и многу е тешко да ги натерате да остават било каков коментар на вашите објави, а не па да прашуваат јавно. Мораме да го искористиме тоа и да го гледаме во наша предност, бидејќи ако успееме да ги донесеме луѓето во инбокс, тука веќе сме еден, тука веќе имаме директна продажба, можеме да им даеме дедицирани понуди, да нудиме попусти, врзани продажби, значи опциите веќе се им нема крај. И дали е потребна сериозна корисна поддршка? Да, ќе кажам да, тоа навремено враќање на пораки одговори многу битно за да ги фатиме, пошто луѓето што прашуваат не може да ги игнорираме. Тоа е нонсенс. Следен стереотип кој исто сакам да го разбиеме, тоа што гледам дека многу бизниси во Македонија го користат Facebook како огласник, односно ги бомбардираат луѓето со само продажни реклами. Моето искуство кажува дека не треба да бараме само од нашите потенцијални купувачи да купат, меѓутоа треба да сме тука и за да даеме дополнителна вредност за нашите лојални потрошувачи. Ќе пробам преку прост пример да ви го објаснам тоа. Доколку вие имате e-commerce shop и некој купи од вас 22 пати, а некој купи 2 пати, не може да ги третираме тие луѓе исто, бидејќи едноставно не го заслужуваат истиот третман. Мораме да имаме некоја лојалти програма или на крајот на годината да им се благодариме во еден мејл, да им даеме купон за попуст, нешто со кое што они ќе ги кренеме на едно ниво над сите, бидејќи сепак тој човек што купил 22 пати од вас, тој што купил 2 пати не може да ги третираме исто. Доаѓаме до моментот за буџетирањето, исто многу интересна тема, што даски требаат овде сигурно 3 сати да ја продискутираме, меѓутоа спремив 3-4 слайда да видите само која е логиката, што стои позади тоа. Најчестата паника, да речам, кај бизнисите, имаат супер се стратегија, направиле, отвориле веб страна, наполниле со производи и сега што да правиме, како да излеземе. Под број 1 мораме да имаме адекватен буџет за експериментирање и тестирање, односно да испробаме различни типови на реклами и да видиме што најдобро перфорира.
што е тоа, ова од круцијално значење да видиме ние што фактички располагаме. Што значи тоа во пракса? Тоа значи дека нашиот буџет за експериментирање не може да биде помал од минимумот. И сега може би дел да се кажат сега што збори Марко, зборува глупости, не. Сега ќе ви објаснам зошто е тоа така. Направив еден пример case study, каде што ќе пробам да ви објаснам како вие треба да се однесувате кон Facebook и да бидете брутално искрени колку реално сте спремни, односно колку е реално спремен вашиот бизнис да инвестира во него. Да речеме дека продаваме производ на кој цената е $20 и се согласуваме со тимот и сите истражувања од кои ќе трнеме сите трошоци и дечки да ние сме спремни на Facebook да платиме $3 по продажба. Супер, тоа е фер цена, не може да очекуваме да биде тоа 20 центи, меѓутоа па не може да му дајме на Facebook $17 за нешто чини $20. Мора да има некаква исплатлива економски исплатливост позади тоа што го работиме. Најпросто ќе пробам да го објаснам, овие теми дефинитивно ги офаќаме во Академијата за дигитален маркетинг и се низ часовите, низ нашиот модул поминуваме детално да речам се ова што го збориме сега во интернет на време, јас го скратив, го скоцкав да изгледа како што изгледа. Во кратки црти, кога ќе пуштите реклама, односно прв пат кога пуштате реклама, вашата реклама влегува во learning фаза, која е времетраење од 7 дена. Што значи тоа? Тоа значи дека на Facebook му требаат 7 дена, значи вие треба да му обезбедите буџет за 7 дена тестирање. Доколку за да рекламата почне да ни носи на стабилни резултати и да можеме да ги планираме следните наши продажни кампањи, мораме да задоволиме тој буџет, односно Facebook од нас бара да обезбедиме околу 50 настани за 7 дена, за он да биде сигурен дека ќе ни даде релевантни и точни информации. Сега може би за некој звучи многу, за некој малце, меѓутоа тоа се последните трендови и така функционира Facebook. Значи Facebook вика, ако за 7 дена донесам 50 продажби, 51-та продажба, верувајте, многу лесно ќе знам колку ќе ве чини. Што значи тоа од претходно? Значи рековме, имаме производ од $20, спремни сме му дајме на Facebook $3, не повеќе, не помалце. За да излеземе од learning фазата, ние мораме да му обезбедиме минимален буџет на Facebook од $150, односно да му обезбедиме првите 7 дена да тестира. Доколку не излеземе од learning фазата, нема да имаме никакви стабилни резултати, меѓутоа не е тоа проблем, бидејќи имам бизниси што продажбите во limited и во learning limited фазата им одговараат. Сега не ќе да забегувам со терминологија, сакам пластично да ви објаснам како функционира Facebook. Доколку ги поминеме доколку овозможиме 50 продажби на Facebook, они дава стабилни резултати. Доколку не овозможиме 50 продажби, тоа значи дека 8-миот ден може продажбата да кошта $7, 9-тиот ден да кошта $2 и ќе имаме пак нестабилни резултати и не може да планираме ништо понатака. Заклучокот е дека мораме многу паметно да утрошиме секој долар од нашиот буџет, меѓутоа и да му дозволиме на Facebook, да му го дозволиме на Facebook тој минимум каде што доколку ако не му го дозволиме никогаш нема да знаеме на што сме. Следно, да не сега ќе скоктеме разумно, круцијално значи разумно менаџирање, не треба да се расфрламе со парите, треба секој долар да знаеме каде оди и што очекуваме од него. Најчестите грешки што се прават, дефинитивно одвоив 4 ги има многу, стартуваме со големи, агресивни, непланирани буџети, користиме погрешни цели, односно сакаме да продаваме, а ги носиме луѓето да ни ставаат лајкови, да ставаат коментари, тоа е сосем грешно. Ги исклучуваме рекламите за краток период, многу честа грешка, од типот стаи $20 за 3 дена, немам продажба, тоа е, светот не постои за мене, Facebook не е моето место, не. Дајте му тој 7 дена, дајте му и тие 7 дена, дајте му таа learning фаза, он веќе 8-миот ден ќе ви даде било каков фидбек. Следно што сакав да го споделам, и ова е крајот, се ближиме кон крајот на мојата презентација, бидејќи сме веќе кратки со време. Се надам Вилијам и Јана нема да ми замерат. Спремајте ги, дечки, прашањата инаку за Q&A, веќе имаме 15 до 20 минутна сесија, така да спремајте ги сега и може да ги пуштате во чет за некоја минута. Да, како што кажав, најчесто луѓето се изгубени, како се јас да почнем, имам се, не знам што да правам.
Преку пластичен пример, во неколку слайдови ќе пробам да ви објаснам, меѓутоа ова е тема која што не сме да се потценува и пак ќе кажеме наука која што треба да ја совладате. Техника која што треба да ги знаете утре ако веќе решавате да вложите пари на Facebook. Еве да речеме отварам e-shop, односно e-commerce shop за електроника. Немаме никакво присуство, прв пат правиме кампања, како иде тој да речем тој процес. Прво граиме бренд awareness, односно им кажуваме на луѓето, еј дечки, тука сме, нешто продаваме, нешто различно од другите, значи тука мораме да се осврнеме на ние value propositions и key performance индикатор, значи што нас не прави различно од конкуренцијата. Во овие кампањи, во првите кампањи се обраќаме на cold audience, односно ладната публика што нема поема за нас. Прв пат доаѓа. Мораме да пуштиме повеќе адсетови и како движат рекламите, тоа што не чини го гасиме, тоа што е окей, само го оптимизираме. Како пример нешто што се користи е, например, еве како изгледаат тие кампањи. Еј дечки, нови сме, пуштаме нов сајт за електроника, сакаме да донесеме квалитетни луѓе и овозможуваме на првите 1000 луѓе што ќе се пријават на нашиот ньюзлетер. Значи они ни ја даваат нивната имейл адреса, која што ние користиме после во маркетинг цели и им кажуваме дека они ќе добијат купон со $20 за првата продажба. Ова супер функционира. И веќе тие луѓе кои ќе дојдат кај нас, тоа е веќе од ладна публика станува топла публика. Бидејќи тој што ја видел рекламата, тој што остави имейл, гарантирано веќе дошол на сајтот, потрошил некое време, сака да види нешто ново и така натака. Многу битен момент е сегментирање на публиката и во нашите предавања многу, да речам, време посветуваме на овие моменти. Што значи тоа? Пиксел кодот нас не овозможува, тоа парче код, ние да поставиме различни пиксел кодови на различни категории на нашите страни, односно утре и по некој друг ден да прикажуваме реклами на тие луѓе што дошле тука. Бидејќи, по некоја логика, тој што гледа лаптопи, ќе му покажем реклама за лаптопи најслични како нив. Тој што гледа гейминг конзола, некоја Sony 5, например, да речеме, веројатно дека ќе сака да види реклама за Sony 5. Четвртиот чекор веќе тука можеме да кажеме дека со ремаркетинг продаваме, односно што е тоа? Многу просто кажано. Ги зимаме луѓето што ни ги дали мейловите од ньюслетерот и луѓето да речеме што кликнале на овој таб, отвориле конзоли, игри, едно, друго, трето, со ремаркетинг веќе им приложуваме продажна понуда. Како изгледа таа продажна понуда? Ако се навратиме назад, ова е општо. Дали сакаш да дознаваш, покрај ова имаме и друго видео, значи не се задржуваме на една кампања, мораме да имаме голем сет на реклами и да видиме која публика ќе биде највеќе заинтересирана за тоа што ние имаме да им го понудиме. Ова е публика која што веќе знаеме на кога покажуваме. Како што кажа претходно, на Facebook кажуваме оваа реклама покажи ми ја на овие луѓе. Веќе, ако може да приметите, и жаргонот, и копито, и комуникацијата не е иста, бидејќи ова не е топла публика, овие више знаат луѓе за нас. Чист пример земав со PlayStation 5. PlayStation 5 конечно кај нас, екстра. Тоа е супер, дел од нив ќе купат, супер, и ние викаме, супер имам проежби, меѓутоа ја викам не е супер, ние можеме, ако некога сме натерали да даде $1000 за Sony 5, дај ќе му земеме се уште $200-300. Како функционира тоа? Има различни техники, како да речам се продаваат тие дополнителни вредности. Едно нив е FMO, кој чуло од вас знае, тоа е Fear of Missing Out. Тоа го забележите на нашата креатива, истакнуваме, ова е реална залика, значи не смееме да си играме, да ги лажеме луѓето, бидејќи многу често двајца другари може да купат од истото место и да оставите лоша слика за вашиот бренд. Меѓутоа, кажуваме на луѓето, дечки, има уште 8, значи тоа е тоа, немам уште 80, не може да ја чекам уште 2 месеци, дојде Sony 5 кај нас, ако сакате купете го, имате дополнителна бесплатна достава. Тоа е некоја дополнителна вредност која што им ја нудиме на нив. Втора фаза, односно јас како сакам да ги експлоатирам тие што купиле, супер, го купиле Sony-то, да речеме на 1 април, им давам недела дена да го изгустираат Sony-то, не ги таргетирам, односно не им давам никаков крос-сел, не им продавам, 8-9 ден веќе почнувам да им правам крос-сел. Што значи крос-сел? Им давам производи кои што се компатибилни, односно го надополнуваат оно што го купиле.
Претпоставувам дека вториот денот кога го купиле нема да бидат активни на Facebook, меѓутоа 8-иот, 9-иот ден веќе кога ќе играат 5 дена по 48 сати, пак ќе отворат на Facebook и пак ги ставам во еден нов продажен процес. Сега веќе знам кој го купил Сонито и едноставно се обраќам на поинаков начин. Еве, на пример, дали ги видя новите Plus 3D wireless слушалки за PS5. Веќе влегувам во нивниот жаргон. Нема веќе PlayStation 5, PS5, знаеме што е PS5. Тој што ќе ја види рекламата и си рече, аха, да, бе, стварно купи Sony $1000, да и купам слушалки. Следно нешто што му продавам, тоа е да речеме некоја PS5 камера, HD камера, што верувам дека сака да ја купи тој што го купил Sony-то. Значи, Fear of Missing Out е многу добра алатка која што продава, меѓутоа имате не смееме да лажеме, мораме да сме искрени. И доколку ако ја ставиме таа залика на нашиот e-commerce shop, автоматски кога ќе купи Sony, ако сме пишале 5, ќе останат 3. Така да не смееме да си играме с тие работи. И уште еден пример ќе ви покажам како тоа изгледа во нашата сфера. Еве, на пример, ова е последниот оглас што иде за нашата академија за дигитален маркетинг, која што стартува во мај, каде што веќе една група е скроз пополнета, втората е веќе при крај да се пополни и еве го тој реален момент кој што сега го зборев. Значи имаме уште 7 слободни места, не можеме ние тука да пишеме дека имаме 20 слободни места, немаме. Значи 7, тоа е тоа. Кој дојде, first come, first served, that's it. И накратко, на крајот го чував ова, сакав да споделам некои податоци, што може би сте ги слушнале, може би не, меѓутоа јас кога спремав презентацијата беа страшно за мене нешто, со кои бројки уствари ние во Македонија функционираме. И поминам на брзинка во интерес на времето. Прометот кај домашните е-трговци во 2020 година порастал за 135%. Значи ова се реални бројки врз основа на анализи кои што ги прави Асоциацијата за трговија во Македонија. Значи збориме за реални податоци. Во 2020 година се реализирани 178 милиони евра кон домашните е-трговци. Значи не знам како звучи вас, меѓутоа тоа е доста солидна бројка. Значи луѓето во Македонија веќе ја доверуваат својата доверба на оние онлайн продавници кои што може да им веруваат. Во текот на 2020 година реализирани се вкупно 10 милиони онлайн трансакции во земјата, наспроти 6 милиони во странство и бројот на новоотворените онлайн продавници бележи раст од 40%, односно како почна пандемијата, сите веќе сме на интернет. На кратко или на широко не знам. Ви благодарам за вниманието. Тоа беше мојата презентација. И само ве молам, немој да ме прашувате за цена, пошто стварно не знам што да ви одговорам. Вилијам? Одлично, Марко ме насмеа со крајов. Одлична презентација, одличен деливери од тебе. Ти благодарам, така да може да преминеме на Q&A делот. Ќе прочитаме колку прашања стигнеме, другите ќе ви ги одговори Марко наутро на мејл. Така да, само да се вратам бидејќи има доста прашања. Првото прашање беше од Моника. Зошто e-комерсот не се споредува и во меѓународниот поштенски сообраќај? Тоа е многу малку во споредба со внатрешни сообраќај. Како извини, уште еднаш ми засаска чув поштенски, ама не успеав да слушам. Уште еднаш прашање. Нема проблем. Зошто e-комерсот не се споредува и во меѓународниот поштенски сообраќај? Тоа е многу малку во споредба со внатрешни сообраќај. Па на тоа прашање во моментов не би можел да дам одговор, али да, имаме некои информации, така да те молам кој да го постил прашањето, остави мејл, ќе пробам да ти објаснам поопширно, бидејќи не е толку лесно за објаснување. Тука има регулативи и така натака и така натака. Океј, добро, супер. Тијана прашува дали во тие 7 дена може да ја менуваме рекламата. Апсолутно, можеме да ја менуваме рекламата, меѓутоа пак, како што кажав, мораме да бидеме многу спремни за рекламата и многу да веруваме во рекламата, бидејќи секоја промена што ќе направиме во рекламата, без разлика дали е слика, дали е текст, дали една буква менуваме, дали едно зборче, повторно Facebook не враќа во learning фазата од почеток. Така да пред да се пушти рекламата, затоа кажав, многу е битно да се испланира како тоа ќе изгледа, да имаме истражување,
да го експлоатираме тој Facebook Business Manager, бидејќи верувајте, има многу информации што може да ги добиете за без пари, информации за кои што порано луѓето плаќале грдни пари за да ги добијат. Одлично. Драган прашува, тоест не, Николина, дали мора со минимум $3 да стартуваме или може и со $2 да видиме бенефит? Супер прашање. Како што кажав и во текот на презентацијата, тоа беше само замислен кейс стади. Минималниот буџет на Facebook е $1. Како така $1 на ден ќе ви го земе? Нема правила, многу фактори се во игра, бидејќи не е исто дали продавате производ од $20 или производ од $200. Така, пак ќе кажам, треба брутално да бидеме искрени кон себе, колку сме спремни да му дајме на Facebook, а не може да очекуваме дека со $2 на Facebook ќе продаваме со ни 5 од €1000. Тоа е малце невозможно. Може би во некој идеално сценарио, кој што јас не сум имал искуство да сега да го... Одговорот е дека зависи од многу фактори. Океј, Драган, 7 дена одеднаш да ставиме пари или може и секој ден посебно да ставаме? И на почетокот рековте да го забравиме буст пост, каде да бустаме? Интересно прашање. Да, го кажав да ќе ти одговорам обратно. Прво на второто, па на прашање, на второто па на првото. Супер прашање. Ќе го заборавите буст пост од проста причина што буст пост самото копче е еден начин Facebook да ви земе пари. На ваков или на таков начин ќе ви земе пари, меѓутоа треба да имаме на ум дека буст копчето само по себе фаворизира engagement, односно не ни ги носи тие квалитетни луѓе што ние сакаме да ги видиме. Другото прашање беше каде 7 дена дали одеднаш треба да се стават парите или може секој ден посебно да се стават? Не, може секој ден посебно. Во примерот што кажав, на пример, ако нас за 7 дена ни требаат $150, ние веќе третиот ден ќе знаеме дали ќе има продажби или не. Ако нема, ја нормално исклучуваме рекламата. Не мора да значи дека треба да поминат да ги потрошиме сите пари. Зборот ми е треба вие да му обезбедите на Facebook буџет за да експериментира, да излезе од таа learning фаза. Кога ќе дојдеме до 50 продажби, веќе Facebook може да каже супер дечки, еве како стојат резултатите. Многу често може да се изненадите од резултатите. Може нашите $3 проектирани да бидат $1. Тоа е супер. Тоа е нешто што сме направиле, значи екстра, имаме добра реклама, добра креатива, добра графика, не знам. Многу фактори влијаат за тоа. Boost Post односно ќе спонзорирате од Facebook Ads Manager-от. Тоа е исто сигурно 4 часа од Академијата за дигитален маркетинг се посветени на тоа. Супер. Марко, Драган, се надеваме дека ти ги одговоривме двете прашања. Одиме на следно од Ивана. Може повеќе инфо како функционира кредитот што го дава Instagram, што може да се клейма за промоција на постои? Кредитот, така, тоа чув? Да. Кредитот, принцип, видете, доколку сте подолго време активни на Facebook и на Instagram, и, например, на Instagram направите бизнис страна, во моментот кој ќе направите бизнис страна, Facebook вика, супер, направи бизнис страна XY. Човекот сега дај да го бомбардираме. Почнува нотификациите, овој пост перфорира добро, стај тука пари, значи идејата на Facebook е да земе пари, нормално. Конкретно не би знаел сега ти кажам за кредитите, меѓутоа тоа е да речеме Facebook ви продава на вас. Сака да ти каже, еве ти кредит од $5 да речеме, потроши ги, види како ќе функционира, меѓутоа следните пари ќе бидат твои, следните $5 ќе бидат твои. Така да тоа порано функционираше на Facebook, едно време го немаше, сега го има пак, искрено не сум користел никакви кредити, бидејќи Facebook сам по себе, бидејќи трошам многу пари за моите клиенти, нема потреба да ми нуди кредити. Обично Facebook нуди кредити на луѓето што немаат пуштена никаква реклама, со некакви пораки и супер ти перфорира постов, ставам $5 и сега чуда ќе се случи. И многу лесно тие $5 стануваат 5, 10, 15, 20, бидејќи екстремно брзо вие добивате резултати за многу кратко време. Одлично. Следно прашање е дали по GDPR може да ги користиме мејловите преку лидс кампањата за имейл маркетинг, ако се лидс преку Facebook лид, не на лендинг пејдж?
А уште еднаш, пошто стварно ми засецка. Дали можеме ли дојдете од Facebook? Дали по GDPR може да ги користиме мејловите од leads кампања за имейл маркетинг, ако се од lead реклама, а не на лендинг пејдж? Можеме, не гледам зашто не можеме. Јас многу често, значи, со сите клиенти што сум работел, прво што правам им правам ги прашам дали има некаква база, бидејќи тоа ми е стартната точка. Сега, например, многу често има брендови што не собираме мејлови, или, например, има 200-300 мела, обавезно ги ставам на Facebook во посебна публика и кажам на Facebook, сега најди ми ги сите луѓе што се присутни на Facebook со овие имейл адреси. И баш да видам што се случува. Дали тие имейл адреси ми се квалитетни, така да нема некое прашање. Пак ќе кажам, што ќе му дадете на Facebook, колку ќе го нахраните, условно да кажеме, тоа ќе ви даде само подобри резултати. А од нашите купувачи, што можеме да бараме освен имейл адреси, телефон и физичка локација, доколку сега имаме некоја кампања да им спратиме, например, тест производ да видат како функционира. Супер. Се надам дека одговорив, ако не, слободно Вилијам пиши ги ова прашање, ќе го одговориме на мејл подетално во интерес на времето. Да, добро. Пиши ни мејл ако сакаш дополнителни информации да ти достави Марко. Одиме на следното прашање од Моника, дали ако се работи за поштенски оператор, сам си ја врши доставата, артиклите се од деловни соработници. Како да се користи купонот, дали може за поштенски услуги? Чеки сега за кој купон збориме? Дали ако се работи за поштенски оператор, сам си ја врши доставата, артиклите се од деловни соработници. Како се користи купонот, дали може за поштенски услуги? И може за поштенски услуги, ама не гледам која би била конверзијата на веб страната. Сега веќе збориме за продажни кампањи кај што вие ќе нудите некој купон за бесплатна достава, претпоставувам. А и да не е тоа прашањето, исто Вилијам те молам, ќе го разгледам бидејќи сакам да дадам добри одговори, не може се да се одговори одма и тие одговори да имаат нешто корисно. Да, Моника, може ќе го оставам сега и мејлот од Ана. Може да пишеш мејл слободно, подетално да ти се даде одговор на прашањето. Сега одиме на следното, само да се вратам. И јас најдов едно интересно прашање. Има многу прашања, да. Следното е од Андреј. Има ли оптимален буџет, сплит во проценти помеѓу awareness, email subscription, purchase ads и cross-sell ads? Супер прашање, Андреј. Обично јас до сега со моето искуство сум работел 80-20 или 70-30, односно што значи тоа, најголемиот дел од буџетот сум го трошил за cold audience, многу помал дел од буџетот за ремаркетинг, бидејќи тоа се луѓе што веќе знаат, односно тоа се луѓе што знам и јас сакам да ја видам нашата реклама. Така да и ова е супер прашање и би го одговорил многу поопширно и подетално. Така да те молам, Вилијам, стај го и ова за да одговориме на Андреј. Бидејќи има повеќе фактори и за ова прашање. Одлично, Андреј, имаш многу детален, многу интересен одговор. Емилија, често спонзорирање на Инстаграм профил, а нема никаков фидбек. Често спонсорирање на Инстаграм профил, а нема никаков фидбек. Добро, пак ќе кажам, многу зависи што има на тој профил. Дали има производи, дали зборуваме за инфлуенсерски профил, микроинфлуенси, не знам. Ако може Емилија да пише, и тоа често спонзорирање е многу општ. Може да доставиш неколку скриншоти или повеќе информации до Ана, па да види Марко за што се работи. Да, бидејќи под често спонзорирање имаме многу фактори. Често спонзорирање со $1 на ден, со 20, со 50, со 500, па ги кажам, многу фактори се игра. Секако, окей. Имаме поздрав од Виктор Стојковски, поздрав Марко од Асоциација за e-трговија, супер презентација. Супер, поздрав и до нив и фала им што толку iscrpni, да речам, и детални извештени даваат и верувам дека
за многу кратко време ќе се смени, да речам, свеста на граѓаните дека луѓе не е страшно купувате од интернет. Значи 21 веќе. Супер, поздрав Виктор. Поздрав и од мене и од Ана. Исто прашање од Виктор, друг Виктор, дали е реално возможно да се продаваат производи преку креирање обичен Facebook page, пример продај огласи, па така да се тераат кампејни со ads и т.н. Да, може, сега претпоставя да се продај огласи. Најверојатно Виктор сака да праша дали можеме да продаваме на Facebook ако немаме веб страна. Јас така некако размислувам ова прашање. Да, може дефинитивно, меѓутоа веб страната не смееме да ја игнорираме во никој случај, бидејќи таа ни дава легитимитет, позади тоа стојат гаранции, позади тоа стојат фирми, позади тоа стојат закони за заштита на потрошувачи, така да можеме да продаваме, меѓутоа не сум јас тој што треба да кажа дали треба или не треба. А дека може, дефинитивно да. Why not? Океј. Марина прашува зошто на Facebook страна која има 60.000 лајкови на обична неплатена објава има толку мал опсег на публика, односно објавата ја гледаат дока и 3.000 луѓе. Болна точка. Супер прашање, Марина, зошто е тоа така? Најкратко ја пробам тоа јаснам. Facebook е бизнис и работи за пари. Толку со тоа се сум ти кажал. Сега што е TikTok, односно еуфоријата околу TikTok и тој бесплатен рич, прашање на време кога и како ќе се монетизира TikTok. Истото што го правеше Facebook претходно, сега ричот е премал, скоро и да го нема, а мојата лична претпоставка, може би е грешна, може би не, дека ќе го нема ич. Односно, Facebook ќе не тера доколку имаме бизнис профил, без разлика колку лајкови имаме, тоа е тотално небитно, ќе не тера се повеќе луѓето да плаќаат на Facebook за да ги видат нашите луѓе. Да, тоа е органик рич, ричот може да биде органик и paid, органик е free, односно што и као Facebook ни пушта водичка, меѓутоа доколку сакаме сите 60.000 луѓе да видат нашата објава, дефинитивно треба да му платиме за тоа. Дефинитивно. Океј, супер. Викса ни пишал голем процент е поради пандемијата во цел свет е исто. Не сум сигурен за што се однесува ова. За e-commerce, што беа статистиките? Може би, не знам. Тоа оставаме да времето да ни каже, али мене искрено ми е драго за таа свест и тој пораз на онлайн продавници е стварно браво, мислам. Секоја чест. Супер, добро е, се приближуваме скоро до 20 на минути, ќе земеме уште некое прашање. Симона ни пишува браво, ти благодариме Симона. Следно прашање од Баже, за кои македонски компании имаш работено и неколку примери на кампањи за македонски компании на кои имаш работено? Супер прашање, Баже, супер прашање. Не можам да ги откриам сите, меѓутоа последно ја кажам и моментално работам за Спортем и сите кампањи доаѓаат од мене, мислам дека е доволно голем клиент. Со искуство 12 години во маркетинг и пар, да речем, маркетинг агенции, верувам имам работено на многу кампањи, особено последните 6-7 години конкретно кампањи за дигитален маркетинг. Така да другите биле претходно, не е баш релевантно сега да речем со време во кое живееме. Така да Спортем нека биде најголемиот мој клиент со кој соработувам веќе повеќе. Одлично искуство кое можеш да го предадеш на студенти, дефинитивно. Да. Океј. Сонја не прашува зошто некои реклами се rejected, што треба за да се пласира една реклама успешно, кои услови се потребни да се исполнат на Facebook? Супер прашање, многу чест проблем што го имаат луѓето. Сонја, сега ќе ти кажам личен мој пример. Порано се трудев, ќе речем пред 2 години се трудев да ги запамтам сите можни правила и насоки што ги има Facebook, меѓутоа верувај ми како доаѓаат големи кампањи, на пример со сите политички избори во светот, особено во Америка,
тие правила многу често се менуваат. Да не речам секој втор ден излагаат нови правила, што смееме, што не смееме. Меѓутоа добро е бидејќи Facebook е многу паметна машина, учи од себе и порано кога ќе ни одбиеше реклама не ни кажуваше зошто е тоа така, само ни кажуваше дека се прекршени некои правила. Па сега ние туперме глава, чекај што сме направиле, дали сликава, дали алкохол сме прикажале, дали цигари. Меѓутоа сега има поле што се нарекува account quality, така да таму можеш, account quality се најде бизнес менеджер, можеш многу лесно да провериш која е реклама и зошто ти е стопирана, да го промениш тоа, пушташ request до Facebook и пишеш дека реклама, потребните промени се веќе направени и за помош од 12 сати ќе ти одговорат. Ако не можеш тоа, исто топло препорачувам и супер Facebook што воведе live chat support, што можете вие преку вашиот инбокс да се објасните со Facebook репрезентатив, што исто претходно го немаш и сите проблеми што ги имавме, пробувавме да решаваме преку нивните форми, имейл адреси, LinkedIn контакти, стварно беше огромен предизвик за нас. Меѓутоа се тоа многу лесно тоа. Така да зборот има многу услови што треба да се исполнат, а најважно е да не ги прекршуваме тие основни правила што мислам дека се веќе преку 30, така ако не се излажам. Супер. Фала Моника за напишала одлична презентација. Ана, супер презентација. Да, може да се консултираш со Марко. Ќе го оставам мејлот од Ана, па пиши до Нејзе, па ќе му пренесе на Марко во секој случај. Ирана не прашува дали за секоја кампања е потребен learning phase. Дали за секоја кампања? Да, дефинитивно е потребен learning phase, бидејќи, па ја кажам, треба да бидете искрени пред себе и не може да кажете сега ќе ставам денес $20 и ќе има 20 продажби. Да беше толку лесно, сите ќе продававме се. Ето, тоа е мојот одговор. Дадете му време на Facebook, нему ги сечете нозете, условно кажано. Дадете му време за да ви даде поквалитетни информации. Тоа е тоа. Меѓутоа, не ви е тоа 20 дни, вие да ги трошите за одно. Има една платформа, се на некоја Facebook Blueprint, топла препорачувам на сите. Секој што сака да се занимава со Facebook, видите Facebook е алатка која што таму ни ги покажува како всушност функционира. Многу корисни информации што верувам дека Ирина ќе ти се најдат. Одлично. Еве ќе земеме уште едно прашање, другите може да ги одговориме на мејл. Кои познати компании во Македонија користат успешно Facebook Ads? Добро прашање. Одлично прашање. Многу компании користат успешно Facebook Ads, дефинитивно. И многу луѓе што излегле и од Brainstar академиите, дефинитивно се снашле во новите компании кај што работат и ние го следиме нивниот прогрес во позадина, така да верувајте, тоа што ќе го научат, директно го имплементираат во нивните кампањи. Не би сакал да фаворизирам искрено, има многу, да, дефинитивно, така да не би сега да одвојувам некој да ставам на врва на пиедесталот, дека има, да, дефинитивно. Одлично. Добро, дечки, имаме премногу прашања. Навистина, така да Марко ќе има доста работа на секој да му одговори. Инаку, дечки, тука со нас е Ана, која што може да ви каже, бидејќи верувам дека ве интересира што се случува на академијата, како се споменуваат тековните студенти, колку од нив се вработуваат, така да Ана сподели ни неколку интересни информации. Тенке, најпрво сакам да ви се заблагодарам на сите и верувам дека уживавте во оваа прекрасна презентација на Марко, особено кога ги видов овие милион прашања тука, да знаете дека утре во текот на денот ќе ви бидат одговорени прашањата на мејл и дополнително ќе добиете снимката од вебинарот, така да очекувајте во текот на утрешниот ден да ги добиете одговорите на прашањата, бидејќи видов во чет дека повеќе од вас ги бараат прашањата, така да сите ќе бидат форвардирани до сите за да може да прочитате нели многу повеќе. Јас накратко ќе споделам неколку информации за врска со академијата и воедно да го одговорам последното прашање на момент, само пише уште прашање стигна налија. Вака академијата започнува на 26 мај. Предавањата се 3 пати неделно, понеделник, среда и петок во 2 термини
од 17 до 19 часот или од 19:30 до 21:30 часот. Цената на академијата е 1450 евра и време траењето на академијата е 6 месеци. Веќе едната група е пополната, како што спомна и Марко во текот на вебинарот, останати се уште само 7 слободни места. И тука Вилијам ви го остави моето мејлче во чет и го имате веќе, бидејќи јас ви ги испратив линковите за овој вебинар, така да дополнително секој од вас што сака да ми сконтактира за академијата, може да ми испрати мејлче денес или во текот на утрешниот ден, да може да сконтактираме подетално околу нели сите детални информации што точно се изучува на академијата. Така да нема да должам многу сега, слободно пишувајте ми на мејл и ве очекувам. Ви посакувам на сите среќа и се надевам дека ќе соработуваме, дека ќе може нели да навлеземе многу подлабоко во целата тематика за Facebook и адвертайзинг, бидејќи тоа го предава Марко на академијата, па да се сретнете повторно. Одлично, Ана, ти благодарам. Дечки, дојавме до самиот крај. Имавме многу интересни час и половина. Би му се заблагодарил на Марко за одличниот перформанс вечерва. И исто и на сите присутни за одличниот, стварно, навистина одличен engagement во чат, премногу прашања ни стигнаа. И тоа е тоа, дечки. Се гледаме на академија, утре ќе ви бидат одговорени сите прашања во чат. Би му дал збор на Марко, толку сака да каже неколку завршни зборови, тоа е тоа. Интересно, завршни. Ништо, дечки, фала ви за преголемото присуство и за огромниот број на прашања. Мислам дека добивте една генерална слика дека Facebook е многу повеќе од буспост. Работиме напорно на тоа, ќе го збиеме тој стереотип и затоа и се надевам дека со некој од вас ќе се видиме на Академијата за дигитален маркетинг што стартува веќе од мај. Фала ви уште еднаш на сите и исто може да го пишете и мојот мејл, слободно што и да ви треба, или да ме додајате на Facebook, прилично сум активен во сите групи, така да се што можам да ви помогнам или било каква нејаснотија ви стојам на располагање. Да, инаку и за сите, Ана, само да кажам уште некој збор, инаку и за сите кои не се чувствуваат спремни за академија да го направат тој чекор, слободно закажете си информативен разговор со Ана, да видите дали е за вас маркетингот, дали треба се насочите кон нова или можеби кон некоја друга академија, дали е добар фит за вас, дали вие се добар фит за академијата, Ана ќе ви даде искрени насоки и ќе продолжиме од таму. Така да ви благодарам на сите уште еднаш и ви посакувам убава вечер. Чао, дечки.